Јас сакам да укажам на тоа, дека по вакви сензитивни прашања, знаете, нема во Македонија затварање на етничките прашања. Етничките прашања во Македонија треба да се негуваат, не може да се затварат. Тие ќе се затворат кога ќе нема етникуми. Кога ќе нема етникуми, ќе има еднообразни соштества, тогаш се затворат. Иначе, кај нас, меѓу етничките односи и етничкиот диверзитет е темелна вредност на оваа држава. Така да ние никогаш не може да не се бавиме со тоа и секогаш ќе треба да се бавиме. Но, погрешно презентирани ставови во однос на помалата заедница, албанска заедница е помала во Македонија, генерираат тензични чувства во таа заедница. Ја пак ви велам, јас сум растал во општество што никогаш не било тренди македонци да учат албански. А поголема заедница од потребата секој граѓанин ќе го натера да учи природно. Ама се ја живам во една Америка, јас бев шокирана кога видов дека нема закон за јазици. Не, ама добро, кај нив сега е донесена некоја мала повелба, кусал минатата година, мислам. Значи се регулирале односите, оти таму имате на 47% хиспанофоно население. Не, ама исто како и кај нас беа подобри односите кога немаше закони. И тоа вие самите го кажувате. Ама кај нас имавме една политичка елита која инсистираше да се исклучи една заедница. Самие не може да добиеме амнезија на тоа што ни се случуваше во Македонија со антиквизација. Значи ние сите бевме сведоци и го плаќавме целиот тој процес. Видите, антиквизацијата кога немам јас спорно. Тврда дека се немам јас спорно со тоа. Види, апсолутно немам спорно. Лекот не случајно го одбра за национална валута во Албанија. Ама албанците не вели дека преку антиквизацијата била Ама ти не ме дочу до крај. Не била деградирана, него била финансиски оштетена затоа што се потрошија 700 милиони евра. Иначе за чувствата апсолутно. Јас сум од тие што веруваат дека чувствата, идентитет се индивидуални работи и не може никој да ти ги смени ако ти си цврсто уверен во нив. И кој може да ти смени идентитет? Кој може тебе да ти каже утре дека си џерманец или мене француз? Бујар Османи преговара во име на Министерство за европска Он преговара за евроинтеграција. За името на државата. Ама сега за државата збориме или за идентитетот и чувствата? Ја за чувствата зборам. Моите чувства. Јас сакав да ти кажам дека некој за да си потврди или да си зајакне чувство на античка припадност потроши 700 милиони евра. А тоа чувство можеше да го направи и без пари.